Принципот на заштита на решенија базирани на природа е релативно нов принцип кој е започнат во 2000-тите година. Практично е нешто што е наметнато од Меѓународната унија за заштита на природата, IUCN, и Светска банка. Односно, тие наметна принцип кон заштита на природата, а при тоа да не биде запрен, односно да не се оневозможи социоекономскиот развој на луѓето. Од тука решенијата базирани на природа се наметнаа како концепт на заштита на природата, да се штитат природните добра, а од друга страна да се поттикне и охрабри социоекономскиот развој на локалните заедници. Тој концепт кај нас се уште не е развен, односно се уште е во зародиш, но благодарејќи на локалната канцеларија на IUCN од Белград, во изминативе неколку години имаше спроведено две иницијативи преку проектот на Adapt 1 и сега во поново време проектот Adapt 2, кој што во суштина ги промовира решенијата базирани на природа во нашата земја. Инаку во Adapt 1 се направи една студија која што во суштина го прикажа подобрувањето на апликацијата на решенијата базирани на природа преку промоција на екосистемите како идна заштита од природни катастрофи. И на тој начин, пак, од друга страна, се промовираше и борбата со климатските промени. Тоа беше направено во едно пилот подрачје во Радовиш, во околината на селото Коџалија и Аликоч, кој што практично има потреба да се превземат мерки кои што беа со намера да се направи подобрување на биодиверзитетот од аспект на живеалишта, за да се сузбијат поплави кои доаѓаат од поројни дождови, кои во суштина предизвика пред извесен број години голема катастрофа на градот Радовиш. Решенијата базирани на природа беа токму идеално решение за овој пилот проект заради тоа што во суштина ги наметна принципите врз чија што база почива тие, односно тоа се да имаме процес на обновување, процес на реставрација во случајов на природните живеалишта, со цел да се охрабри, односно поттикне локалниот социоекономски развој, односно се прикажа можност како жителите од локалните заедници во околината на Коџалија можат во суштина да екзистираат, односно да имаат социоекономски бенефит од мерките кои беа превземени во рамките на ова решение базирано на природа. И не само природни катастрофи, решенијата базирана на природа веќе на голема врата се прифатени ширум светот, меѓу останатото и во Европа, особено кон промовирање на крајречните појаси, кои што во суштина од една страна промовираат живеалишта за видовите кои живеат во нив, со тоа се обновува биодиверзитетот и се зачувува истиот, а од друга страна пак ги штитат локалните подрачја од големите катастрофи на излевање на реките. Ако ги земеме примерите низ Европа, поголемиот дел од големите реки беа буквално канализирани со кејови или канали, каде што практично речните корита беа на еден извесен начин урбанизирани, меѓутоа сега со решенијата базирани на природа сето тоа се напушта полека но сигурно, а се охрабрува поттикнувањето на крајречната вегетација. Со тоа се добива на една богатост на диверзитетот и на живеалиштата, со тоа добива природата, при тоа е на добробит на локалните заедници, односно кога вие немате услови за излевање, а спротивно на тоа имате услови за развој на земјоделството, директно и индиректно се поттикнува локалниот социоекономски развој.